план постои дефинитивно констатирана неусагласеност на детален урбанистички план со генерален урбанистички план. Таа неусагласеност не смее да се толерира, во смисла е неопходна, затоа што се работи за основа на еден хиерархиски систем. Сега, во оваа измена и дополна на Законот за урбанистичко планирање, се предвидува измена на членот 35 и се предвидува исклучок. И кажува дека детален урбанистички план, иако не е усогласен со генералниот урбанистички план, ако е намената слична, иста или слична, може да се спроведува. Таквото нешто е пресе неодговорно, многу површно и неконзистентно, тоа не е став кој што треба да се спроведува така. Таков исклучок не може да се предвиди, или го имаме, или го немаме тоа почитување на хиерархијата на плановите, или пак ако сакаме исклучок да воспоставиме, тогаш има во детали, да го разработиме. Не може само намената да е нешто што треба да се сложи со она што генералниот урбанистички како стратешки документ го предвидува. Значи, има тука други параметри, имате број на жители, население, густина, има многу шта регулациони линии кои што треба да се утончи, така натаму, меѓутоа тоа е нешто што исклучокот треба да го оправда. Таквото нешто овде не постои. Дури ни во образложението на таа измена на законот, затоа што така материјалите се подготвуваат во собрание, дури и таму нема јасна определба заради што тоа се прави. Еве да кажеме тој исклучок. А тој исклучок уствари би можел да се протолкува дека деталниот урбанистички план за паркингот на Holiday Inn е добар, е соодветен со ГУП-от затоа што има иста намена. И така да се спроведува. На одреден начин да му се даде алиби на оној кој што ќе го спроведува планот. Апсолутно не поддржувам такво нешто, кажувам дека таков план не само заради оваа процедурална, условно кажано, слабост, туку и заради квалитативни промашаи. Тој е лош, тој нема убав урбанистички израз, нема ништо ново, дури нема ни експеримент, нема ништо, нема за што да се како да кажам, да се фатиме, да подвлечеме како вредност. Тој план не треба да се спроведува. Сега дека е неквалитетен, укажувавме во време на мораториумот, кој што попат да кажам и го поддржував и беше единствен инструмент кој што можеше да се искористи, а не се искористи. И еве сега, ако се обезбеди суспензија на тој план, ќе може тоа време за суспензија да се употреби, да се потроши на или нов детален урбанистички план, или коректно усогласување и коригирање, да кажеме, нешто, добивање на одреден повисок квалитет. Сега, кои се моите аргументи за неопходноста од интервенција на тој детален урбанистички план? Најголемиот аргумент кој што го кажав и кога на одреден начин го пласирав предизвикот да распишеме референдум за тој простор, е затоа што тој простор е од извонреден значај. Тој простор е од извонреден значај. Ние имаме форма да низ закон утврдиме висок јавен интерес. Меѓутоа, нашиот актуелен политички врв, односно раководството на државата, не го препозна тоа како потреба. И не е усмерен нивните намери и, да кажеме, поддршка или навестување на таква една политика не е пласирана. Едноставно, тој централен, епицентрален простор, важен дел од концептот уште и на Кензо Танге, срце на градот, е препуштено на таков третман како што сега има со деталниот урбанистички план кој што треба да се реализира, и дури не се ни спомнува
конкурс или некоја компетитивност, или во смисла не се чувствуваат дека тоа е репрезент на државата.